вака интердисциплинарниот пристап да биде она кое што ќе биде мото по пребудата. Да се биде послушен во изложувањето има можеби една предност и една мана. Предноста е, бидејќи активен слушател бев на предходните уредничари, да селектирам тема која што не беше спомената, е поprilično актуелна и за која што многу се дискутираше и се дискутира. И ограничувањето е што сепак нели дека ќе го прочитувам кухниот ред и временското ограничување за која што се договоривме. Ако наназад се свртиме во овој изминат период на статистичарите, ако се обидат да направат една мала фреквенцијска листа, ќе забележат дека именката Европа и придатката европско се најзачестено присутни како во медиумите, така и во нашите устмени разговори, во пишуваните документи, па се зборува за Обединета Европа, за европски систем на образование, за европски простор во високото образование и така натаму. Значи, овој бранш во незапусна и нас, кој што природно сме во Европа, некаде од крајот на минатиот век па наваму, придонесе за менување на нашиот однос кон повеќе прашања. Посебно се зборуваше за период кога универзитетите беа ставени во ситуација да постапуваат според одредбите во Законот за високо образование, да се најдат во ситуација еднаш да дизајнираат едни студиски програми, па уште еднаш други со одредбите кои што значеа измени во законот. Така да, задно се еден период кога многу повеќе направивме на планот на студиските програми од првиот и вториот циклус, меѓутоа, за жал сега се најдовме многу и повикани, и од јавноста, по медиумите апострофирани, од кај кандидатите кои што се наоѓаат во фаза да размислуваат за своето напредување, кон нив чувствуваме морална обврска и веќе претпоставувам дека вашата моќ на овие мои асоциации што ги наметнав до летните, што ќе биде темата на која што сакам да наметнам за дискусија понатаму, е третиот циклус, значи докторските студии, елаборатите, со кои што за среќа или несреќа има можност да се сретнам и во одборот за акредитација, каде што на ниво на универзитетите во Македонија може да се воочи состојбата која што директно економската структура на земјата ни се одразува или нашиот можеби подобро квалитетен или неквалитетен однос кон генерациите кои што досега требаше добро да се подготвува за ова што следува, сега да се наметнува како проблем. Проблемот всушност е врзан со можеби парадоксалниот однос кон нашите стандарди во работата и кон оно што на економски план можевме да го добиеме или повеќе да се потрудевме да го добиеме во заедницата. Значи, еден ментор има услови кои што уредбата за нормативите за вршење, за основање и завршење на високообразовна дејност, барем за општествените науки, некако поprilično високо ги поставува. И јас ќе се послужам со текстот кој што е содржан, сегментарно ќе прикажам во таа уредба што многуми недоставувачи на тие елаборати кои беа оставени во една стенд-бај ситуација, со нетрпение ја чека, а откако ја дочека, многу разочарано видоа како лик во огледало кој што многу аналитички секој ден се наблюдува, па не ги забележува промените, меѓутоа од време на време кога ќе го направиме со желба да видиме некоја брчка повеќе, навистина видовме нешто што не сакавме, да си го признаеме дека ни е присутно. Односно, што стои во таа уредба која придонесе всушност една состојба
на универзитетите, последните пријавени нацрти за изработка на докторски студии да се случат некако завршно со датум 15 септември и од тогаш на овој план, минатата година, на овој план ништо, а знаете дека постојат законски одредби кои што под младото поставаат во ситуација на една тензична состојба заради неисполнување на нивните задолженија пред се како подмладот на универзитетите. Без оглед на тоа дали стана збор за државни и приватни, на приоритетни представници од приватните универзитети, и благодарам што овие печатоците ги пренесат и во нивните средини. Значи, парадоксалниот однос за кој што овде беше споминато околу тоа колку ние вложуваме во нас, околу нашите стандарди, кои што постепено некако да почнат да се улеснуваат и критериумите како да почнат да се намалуваат во високото образование, наспротив тоа пак високите барања кои што се неопходни да ги задоволи секој во својство на реализатор на наставата на третиот циклус. Односно се види дека најмалку 20% од наставниот кадар треба да реализира научно-истражувачки проекти. Ако се присетиме назад за извештајните периоди во кои што Министерството за образование и наука дало виза за ваквите проекти, јасно ќе ни биде барем по таа основа, а не ги истакнувам случајно, дека има и многу други форми преку кои што овие проектни активности можат да се реализираат. Јас го избрах Министерството, бидејќи тоа навистина треба да има разбирање за проблемите што ние имаме, на тој план мислам дека една рестрикција е присутна. Потоа, значи, еден ментор не може да пријавува повеќе, да се пријавува на повеќе од 2 студиски програми. Тоа значи дека постои и ограничување, нема можност за припомош од една програма на друга програма, што е навистина подлично ограничувачки елемент, ова особено за многу формираните факултети кои што треба да се носат со предизвиците на времето, пред се заради нивниот подмладок кој што се ограничува во изборот на подрачјето за кое што треба да напредува, на дисциплината се изучува токму таму. Потоа, оно што сите многу го дискутиравме овде и на други нивоа е дека менторот треба да има најмалку 5 објавени рецензирани научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија во даден полет во последните 5 години. Обично се види дека донесувањето на уредба или закон важи од моментот на донесување па во период кој што треба да следува. Овде имаме период на преиспитување, лично преиспитување за постигнатото во изминатиот период, кога за вакво